Венко, ау, како ме наежи, брате, која чув сега дека фала Богу, викам, како му текна, викам, на човеков за откупната цена на грозјето, дека била многу мала, криминално мала, дека ВМРО со многу малце пари ќе им ги откупи грозјето на лозарите наши. Викам, браво, Венко, браво, браво. Од кај знаеш бе ти толку за грозје, бе, Венко, како ти падна на памет, бе, човек? Ние лозариве сме стварно изненадени. Да ти текне, човече, на ваква ситуација, кога одустане и вадите ова трагедијава укочани, не знам, милиардата од Орбан, 5 милиарди од Британија, тебе и на лозарите ти текна. Секоја чест. Се надевам, мислам, има ја да се надевам, очигледно ти си бил подкован и со овој со лозарскава проблематика од гледување на сорти на грозје овон. Си чу веројатно за сортата Хамбург, така? Си чу. Знам дека си чу. За Волфсбург имаш чуено? За Фрајбург? И сигурно и за Фрајбург имаш чуено. И за Дортмунд веројатно имаш чуено. Тие се, Венко, мислам, кој знае меѓу нас вакови, што не знае, треба да знае, тоа се едни многу така квалитетни сорти на вино, на грозје, почнувајќи од оваа Хамбург, завршувајќи со Дортмунд преку Волфсбург и Фрајбург. Така да, но јас исто, сега што сакам да кажам, нели знаеш, мислам тебе да не ти објаснувам, има една сорта грозје се вика плавац мали. Хрватска сорта и кај нас тука на многу топло така се одгледува, за прајање феноменални винова. Па види малце кој знае можност тоа да го открием пред нашата широка публика. Венко, јас покрај плавац мали заседив тука на планините на Водно и мурац велики. Значи мурац велики, значи немој да мислите нешто да ви оди асоциација паметот на нешто тамо од 10-то, значи мурац велики е сорта што расте по долината на Мура, тамо Словенија, тамо натака. И е далеку многу ситно, поситно од плавац мали, ова грозјето е многу поблаго. И може да се направи навистина квалитетно вино и баш ми е драго што еден ми ја посочи оваа сорта, па ја земав насади овамо и ги посадив тука на падината на Водно. Па Венко, со оглед на тоа дека ти текна на нас лозарите и на колку е мало откупната цена ВМРО што им ја дава на лозарите за грозјето, би те замолил вака приватно во 4 очи, никој да не слуша, се надевам дека овој видеокол само јас и ти го следиме, мислам дека јас и ти сме учесници на овој видеокол во 4 очи, значи јас би те замолил со оглед на тоа дека ВМРО ми сака да ми откупи по многу мала цена. Јас мурац велики не им го давам на нив, сакам на тебе мурац велики да ти го давам. А идејава шо ми е? Ти ако може, пошто не сте на власт, опозиција сте, ако може со зоќа да се видиш да даете, да продаете по некоја јахтица, по некој Мерцедес, по некој стан у Дубај и мене да ми го откупите за далеку повисока цена него што би ми го откупил, пример, ВМРО ДПМН. Но, ако мислите дека ве лажам, ве заебавам, дека грозјето е мое, па јас намерно му ја кревам цената, квалитетот, значи можете слободно да се договориме, поручек, кога сакате, сега е 3:30, во 6 саат да се чекаме онде, кажи го, над германска амбасада и да ве однесам во моето лозје. Јас би сакал прво да го вкусите моето грозје мурац мали, овој мурац велики, и вие веќе кажете дали мурац велики ви одговара, дали ви е по вкус, дали убаво ќе ви легне мурац велики, откако ќе ги почувствувате сите негови сокови, тој, како да ви кажам, тој диапазон на медитеранска клима, како да кажам, што го има во него, значи
мирис, мешавина на медитеранска клима и тропски овошја. Тоа е мојот мурац велики, ова е моето грозје мурац велики од долината на Мура, што го донесов нели тука, и тоа ќе биде прва таква сорта на лозија што се огледува во Македонија. Значи не постои, Венко, на друго место кај друг лозар додиш, не постои сортата мурац велики. Само јас ја донесов прв, лиценциран, овај од тамо од долината на Мура. Значи би сакал у 6 сат, ова значи приватно, ја рачунам на дискреција, овој муабет немој да го шириш, но ако толку сакаш да помогнеш на лозарите, еве почни од мене, продајте тоа што ви реков. Ако толку сакаш да помогнеш, а опозиција си, знам, не си власт, далеку е чекмеџето од тебе, државното чекмеџе, па не е проблем ја еве да шитнете по нешто од она што поседуете, у појма немам, Дубај, Мубај, ова, она, мама таму, и да ми го откупите мурац велики, моето грозје, и ќе видите Зоке, пошто е многу способен, и ти покрај него ќе видите какво вино ќе правите. Јас ве уверувам дека многу брзо ќе го освоите светскиот пазар од мојата сорта мурац велики. Нема да сгрешите, значи ја не сум човек што се заебава, значи можете да се потпрете на мене, мојот збор е како планина, она што го кажувам тоа е така, значи не измислувам, не се преценувам, не го преценувам мојот мурац велики, овој грозјево мурац велики, така да треба да мислам дека треба да му се јавиш на Зоќе, околу 6 сат ве чекам над овој германска амбасада таму во подножјето на Водно, да го дегустирате мурац велики, ќе бидете воодушевени и мислам дека ќе се најдете и во една сосема друга бранша. Ја цврсто сум уверен дека многу брзо заедно со Зоќе ќе отворите нели винарија, ќе правите вино сортно, најсортно на свет, говна да јадат тие у шампања што ги прават областа и не знам у Италија и у Хрватска. Значи ќе бидете врв со мурац велики. Овај. Извини, само јас верувам дека се разбираш страотно од лозарство и од грозје. Мислам тоа е вранац, манац, праминац. Овој сега мурац, не го заборај, го нема у Македонија, само мојот мурац велики е присутен на почвата тука. Јас знам како го одгледувам, знам, пошто не е баш тука медитеранска, ова е климава стоја. Така да мислам дека ќе го сватите тоа, ова за што ви зборам. Него јас знам дека ти се разбираш, ама нешто не ми текнува дека порано нешто толку беше многу загрижен кога беше еве министер за здравство, овој на времето на Зоќе, кога му беше у влада, кога донесуваше одлуки за покачување плати на лекари и само на лекари, ти така кажа, ти другова не знам што си донел одлука. Не ми текнува дека тоаш нешто бевте загрижени за откупната цена на грозјето на нас лозариве. Дури мислам дека беше и полошо од ВМРО ДПМН, ако више правиме муабет за откупната цена. Така да мислам дека тогаш исто така многу од нас лозарите ви беа кивни, тоест у тоа време ја уште го немав идеја за лозарски бизнис, малку се покасно влегов у тој бизнис. Така, но нема врска, јас веќе тогаш размислував, веќе ми одеше мозокот предприемачки на тоа, према истражував сортите грозија, како се одгледува тоа, како постава ова, како се прават вина и т.н. Не е битно. Не верувам дека тогаш нешто многу беа влюбени во вас, овие нашиве лозари, поради тоа што им излегувавте во пресрет, им дававте одлична откупна цена за грозјето. Нешто не ми текна, но исправиме ако грешам, јеби га се, ја па не можам на све да мислам, нели така? И пробај две работи. Ова е трета, ова тој треба да го вкусиш мурац велики, ова моево грозје, него други две работи, ова е башка трета. Две работи пробај, значи пробај да не, како да ти кажам, да не балансираш меѓу ставот бараме итно отварање и промена на уставот за да влезат бугарите, и оној вториот став
дека нема пуштење на бугарите у уставот ако имаат вето. Ако ни дадат, ако смислат причина за ново вето. Дали ти, Венко, вака да те праша, мислиш дека сме ние морони? Не, вака да те праша. Уште не сте на чисто партија за отварање на уставот, а? Уште верувате дека договорот со бугарите ви беше добар? Дека договорот со Грција у Нивице дека беше државотворен, а не предавнички? А, не стварно. Тоа е една работа со која што мора да се решите на што сте. Еве, изборите сега локални, па ќе јадете овој мурац велики, мислам ќе јадете од моето грозје мурац велики, ја да ви кажам без разлика дали вие го откупили или не по поголема цена од она што ми ја нуди ВМРО ДПМН, но јас сепак и да изгубите на изборите, јас сепак преку еден мој чирак, помошник, десна рака, во лозјето ќе ви пратам една убава неколку здели со овој ќе ви пратам од мурац велики, од моето грозје, така да ќе можете сите групно да го пробате во кругот на партијата, тоест на Бихачка, и ја мислам дека ќе барате и репете. Мурац велики мојов овој грозјево мурац велики, кој го пробал барал репете. Па ја мислам дека и вие нема да видите исклучок. Затоа што баш ќе ви дое убаво после поразот на локалните избори, мојот мурац велики ќе ви дое феноменално, значи е богат со шеќер, многу е поблак од плавац мали овој мојов мурац велики. Многу е побогат со грозје, со таа мешавина на тропско овоќе и на медитеранска клима, значи има фруктоза, значи тоа со овој овошен шеќер со влакненца, значи само ќе ви го дигне расположението после поразот на локалните избори и ќе видите дека тогаш нема ништо толку црно да ви изгледа, како што ќе биде реално црно за вас. Некако, знаете, ќе се осеќате порасположени, ќе ви крене шеќер едноставно. Просто кажано, значи ќе цупкате вака, ќе цупкате. Може една распалјотка да направите, овај што сега да кажам, едно оро да свртите. Мислев не на оро да свртите во околу зградата на штабов што ви е вамо на Бихачка распалјотка. Зашто ми отиде на распалјотка, сега мислава без вези, јас сум сексуално загрозен комплетно, Венко, но ќе ми простиш, пошто сум у периодов се занимавам сега со берба, уште малце ќе морам мурац велики убаво да го истресам, мислам да го и соберам, така да мислам, ако тука ако ми помогнеш да го истресам, да го соберам, ако ви сам се заинтересирани да ми го откупите, па може да пратите и неколку луѓе при собирањето, мислам ќе си ги платам надничари од кај вас, пошто и онака ќе немате нешто работа на локалниве, мислам јалова работа, вие тоа боле пратете ги кај мене да ми помогнат околу мојот мурац велики на лозјето, оти што се у партија ќе ги гњавите за кикирики, мислам за и онака ќе го јадете не мурац велики, него и мурац велики, него ќе ви дадам, ја ќе ви поклам, него и на избориве сакам да кажам, ќе го јадете тоа што ќе ви го сервира ВМРО. Знаете ВМРО вие што може да ви сервираат, освен пораз тие друго не може да ви сервираат. Јебем ли да тоа е ВМРО. Бе. Ја со цел, немајте. Префрлете се на бизнис, еве ви нудам. Бизнис план имам. Мурац велики. Правиме пари без заеби, после со тие пари може да ја кренете партијата, може на следните парламентарни ќе дојдете на власт, ако си го питам. Ама ќе ви дојдат убаво тие пари, бе, бизнис. Шо за джабе, ќе се плеткате сега у избориве локални, без везе. Значи, мурац велики му е мајката. Еднаш послушајте ме за нешто. Место да се занимавате со нешто што не ви е својствено, бе, нешто национални црвени линии, достоинство национално, татковина, држава, Македонија, неприродно ви е тоа со тоа да се занимавате. Тоа е селјачка работа. Што и би рекол, не вашијан врле. Селјачка работа, нешто патриотизам, денес црвени линии, курсе тез. Јако прочитав од еден многу познат
политички, па ја би рекол мислител на политичкото, нема да речем политички аналитичар, странец, а сега на презимето не ми текнува, било бил. Вика, иде време, наредниве 10 години, вика, ќе бидат такви, шо малите држави ќе успеат да обстојат само оние мали држави кои што ќе имаат цврсти, непоколебливи ставови кон својот идентитет. Затоа што ќе биде барано од многу од нив да го збришат до нула, за да можат да асоцираат во одредени организации, асоциации, унии, мунии и така натаму. Ова сега го прочитав пред 2-3 дена, лево моментов не ми текна, како се викаше типов, нема везе. Значи вика само оние кои што имаат цврст став за својот идентитет, мали државички, ќе можат да обстојат во таа би рекол калакурница што тој најавува дека ќе се случи, во која што многу мали држави кои што постоеле до сега ќе го изгубат своето место под сонцето, така да кажам. Тоест ќе останат без, многу народи ќе останат без држави. Пред 2-3 дена ова го прочитав. Но знам дека ова не ви интересира, затоа и ви го нудам мојот Мурац Велики. Чекам 6 сат над германска амбасада, тамо сум, одиме, ќе го вкусите Мурац Велики, па после кажете дали Сашо нешто измислил од тоа што сега ви кажам.